Министерот за здравство на Република Македонија Никола Тодоров денеска беше во работна посета на Кочани, каде ја посети општа болница и изврши увид на работата со новонабавениот мамограф и биохемиски анализатор, опрема со која се подобри квалитетот на здравствените услуги на Кочанската болница. Тука имаме доста новини. Набавен е нов мамограф, нешто што никогаш претходно го немало во Кочани. Мамографот е ставен во функција, функционира одлично. До сега се направени околу 500 прегледи. Започнавме и со скрининг за рак на дојка. Интересот е одличен. Планот е да се направат, да има во мој термин ставено 1000 прегледи мамографски во текот на годината и 1000 прегледи во делот на скринингот, што значи планирани се 2000 прегледи на мамографот за оваа година, што е одлична бројка. Особено имајќи предвид дека досега во Кочани немало мамограф, а и не само Кочани, него ја покрива и целата околина. Исто така набавен е и ставен во функција нов биохемиски анализатор, со кој што се овозможи прво сериозно се зголеми капацитетот на испитувањата, бројот на испитувањата кои што се прават, но и типот на испитувањата. Покрај тоа што се намали времето на чекање на пациентите, па не треба да чекаат до 3 сати или 4 сати за резултат, него веќе до 12,5 или 1 завршени се сите испитувања, се овозможи и воведување на нови испитувања кои што претходно ги немало. Особено битни се испитувањата кои што се поврзани со состојба на инфаркт, кои што се многу значајна диагностика за докторите и неопходност. И тоа овозможува подигнување на нивото на квалитет на здравствените услуги во општата болница во Кочани. Што се однесува до вработените во општа болница, Тодоров истакна дека досега се примени 60 нови вработени, 16 лекари се на едукација во странство, а 4 се на специализација. Во изминатите неколку години имаме закната оваа болница со 60 нови вработувања. Тоа е одлична бројка. Дел се доктори, дел се сестри, дел се трансформација на оние кои што работеа како волонтери. 16 луѓе, здравствен персонал беше пратен на едукација во странство или во државата, а 4 се на специализација. Со ова практично сериозно ја зајакнуваме општата болница во Кочани, а дополнително на тоа е и новиот оглас за така наречени кофинансирани и приватни специализации, на кои што имаме информации дека најмалку 20 се пријавени, а можеби и повеќе, што па ќе биде дополнително кадровско доекипирање и зајакнување на болницата. Директорот на општа болница Дејан Апостолов изрази огромна благодарност до Министерството за здравство на Република Македонија за набавката на новата опрема. Јавна благодарност до Министерството за здравство и до министерот за неговата заложба за Кочани да добие мамограф, исто така и биохемиски анализатор и за целокупната поддршка во изминатиот период за сите нови вработувања кои што се реализирани и ќе се реализираат во општа болница Кочани. И имаме некои планови за дополнително зајакнување во делот на диагностиката, меѓутоа тоа секако ќе го објавиме кога ќе биде конкретизирано со рокови, така да ние не сакаме унапред да кажуваме, значи кога ќе имаме конкретен рок за подобрување на диагностика што моментално во Кочани ја нема и никогаш ја нема. Вкупната опрема која е набавена во општа болница чини 22 милиони денари, средства обезбедени од Министерството за здравство и од буџетот на болницата.